Здраво! Денес говориме за празно место во Лајд, но не затоа што ние така се чувствуваме, туку затоа што денес го промовираме видеозаписот на номерата насловена како празно место во изведба на Андреј Миске. Вчера се случи промоцијата во Берово, а како помина ќе дознаете доколку останете со нас до самиот крај. Она што не става во дилема се добиените резултати од најновото спроведено истражување, а се однесува на тоа колку повеќе секс, толку повише пари. Новото истражување спроведено од страна на германските експерти ни нуди интересни информации. Тие дошле до заклучок: сексуалниот живот и тоа како е поврзан со извршувањето на работните задачи. Луѓето кои имаат активен сексуален живот имаат повеќе резултати во извршувањето на активностите во текот на работното време, во споредба со оние кои ретко имаат секс или воопшто го немаат. Истражувањето го спроведел Ник Дридеркес, а за конкретно мислење биле испрашани лица на возраст од 26 до 50 години. Тие требало да одговарат на две основни прашања: колку плата земаат и колку често имаат секс. Според одговорите на овие испитаници, оние кои имале секс најмалку 4 пати во неделата, земале околу 5% повисока плата отколку оние кои немаат активен сексуален живот. Во истражувањето стои дека кај луѓето со нередовен секс се намалува работоспособноста месечно по 3%. Освен тоа, луѓето кои често имаат полов контакт не се склони на стрес, срцеви заболувања и дијабетес. Пораката е јасна. Луѓето кои заработуваат повеќе и се чувствуваат добро, имаат редовен секс. Следува рубриката Занимливости, а во неа носиме интересни информации кога се во прашање смартфоните. Бидете подготвени, наскоро смартфоните ќе можете да си ги правите сами. Се најавува голем успех, бидејќи во овој проект ќе бидат вклучени разновидни и интересни модули. Всушност, Google започна да им прикажува на производителите што е потребно за да се создадат делови за предстоечките мобилни смартфони, познати како Project Air. На официјалниот сајт веќе има поставено информации за производителите како би започнале со креирањето на модуларните делови. Air телефоните имаат само куќиште, а корисниците на него ќе можат да си ги вградуваат деловите како например дисплејот, камерата и сите останати потребни делови за да се комплетира смартфонот. Од Google сакаат поголемиот дел од модулите да доаѓаат од различни производители. Ќе постојат 3 големини од овој смартфон: мали, средни и големи. Најмногу опции за додавање и именување на модулите ќе имаат секако големите, а она што за сега е достапно се куќиштата кои ги изработува само Google. Екипа на Лајд истражуваше и во Берово, односно по покана присуствуваше на промоцијата на номерата насловена како празно место. Официјално доби и видеозапис, а Јане Мамучев од Берово беше репортер токму за оваа информација. Спотот на Андреј Миске беше навистина многу убав. Искрено тоа и го очекував од Миске, знаејќи го каква амбициозна личност е. И се е навистина супер и нормално што се очекува од него, освен да биде стварно добро обработена. Се надевам во иднина ќе продолжи со снимањето. Ова се коментарите од оние кои присуствуваа на видеопромоцијата на празно место на Андреј Миске, која се одржа вчера во Берово. Многу добро излезе се на крај. Ја го работев спотот 68 часа, инаку се снимаше за еден ден. Пак голема благодарност до Соки, пошто профи испадна се. И јас сум презадоволен. Од каде е ваква инспирација за ваква љубовна приказка? Од каде? Па не мора да значи дека има инспирација за љубовна приказна. Тоа си иде само по себе. Ова ми е прв пат да бидам главна улога во видеоспот и ми е прв видеоспот и се надевам дека ќе има уште многу такви. Имам глумено во 2 представи во Велес, за кои се покажа доста голем интерес и се надам дека ќе имам и други прилики во кои ќе видам нели како глумица. Каде се запознавте со Андреј Миске? Значи малешевијата пред се, значи
нуди големи пријателства. Многу мало место сме, така да значи овде сите се знаат. Пред се пријателството се случуваат на улица, значи во кафич, во кафана, во дискотека. Цело сценарио на Андреј Миске значи беше феноменално, заедно со Соки камерманот Војаковски, значи беше феноменално све изведено. Па соработката со Андреј Миске се случи чисто случајно. Ние се знаеме, мислам дека се знаеме оддавна. Добивме некои понуди со мојот другар. Не можевме да ги одбиеме понудите, така да се беше супер и мислам дека испадна стварно перфектно. Тоа е моје прво искуство, се надевам дека нема да биде и последно. Спотот се снимаше на Аурора во Берово, ресторан Мрз во Берово, на Чиплакова колива. Мислам дека тоа се најубавите места во Берово и има уште поубави места и не поубави, има уште убави места во Берово, ама ги оставив за наредните спотови, нема да се во еден спот да го склопиме. И што повеќе да се каже, освен задолжително да го погледнете видеото доколку тоа не сте го сториле. Знаеш како види човек разбери, ништо не е случајно, ти чував место променено, сега е изпоследно. Негде во себе ти чував, ја за тебе веќе го нема, веќе го нема. Предлог филм за крај, стандард. The Legend of Hercules. Ова е нашиот филмски прилог за денес. Остварување од 2014 година во траење од час и 39 минути. Рени Харин е режисер на филмот, а прибаја жанрот акција, авантура. Во античка Грција, 1200 година пред нашата ера, кралицата ќе му подари син на Зевс, Херкул, кој ќе има судбинска задача да го врати мирот во светот. Но Херкулес ќе се заљуби во девојката на брат му, па ќе мора да одбере дали ќе побегне со неговата сакана или ќе изврши својата судбинска задача и ќе стане херој. My mother once gave this as a parting gift to my father. I want you to have it. I understand you're having some trouble with the arrangements we've made. You sail to Egypt tomorrow. I wish you endless victories in the battlefield, brother. Because if you return here, I will kill you. Се надевам дека и денес го задржавме вашето драгоцено внимание. Доколку е така, а сакате содржините во лајт да ги погледнете уште еднаш, кликнете televizijastar.com.mk. Ние се гледаме во понеделник веќе со нови содржини. Имајте убав викенд. Чао!